Почитувани патници, авионот Боинг 747 ќе полета за 1 минута. Се молат патниците да седнат на своите места и да ги исклучат своите мобилни телефони. Како може да не има тоа место? Сигурно има. Ви само, сигурно се работи за некоја грешка. Ева погледне, ред 23, седиште 2. Така е, господине. Ред 23, седиште 2. Господио, еве што ме збунило. Вашиот билет е за во втора класа, а не за во прва. Така е, Барби, втора класа, а не прва. Ма дай ви се молам. Мене не ми паѓа на памет да летам со втора класа. Јас си купив билет за Европа со прва класа. И впрочем, мене не ми доликува да летам со втора класа. Ова патување ме чинеше многу скапо. Ах, таа Европа. Deluxe everything. I will so make you rock. Dolce и Гордана, Армани, Луи Питон, Коко Шанел. Прва. Ма се ќе се купам. Европјанка ќе се стане. Лондон, Париз, Милано. Бај, Македонија. Го вадив последниот лет за Европа. А вие ми убедувате дека јас не припаѓам тука? Ма дај ви се молам, каква авиокомпанија сте што ги малтретирате патниците? Се молам сите патници да седнат на своите места и да ги врзат своите појаси. Што ви е вам? Веднаш станувате од моето место. И каде ќе одите вие во Европа со такво однесување? Малограѓаништа, висока брандирана класа. Сигурен сум дека ќе ви спрекрату уште пред првото стартување. За разбира ако се случи тоа. Господјо, последен пат ве замолувам да станете. Спротивно, го викнам пилотот. Викни го, јас не станувам. Ало, господини пилоте, те молам качите. Чао. Господине пилоте, госпоѓава погрешка влегла во прва класа и сега не сека да стане. Дайте ми го билетот, ќе му.
Едноставно. И кажав дека прва класа не лета во Европа. А покрај тоа и додадов дека овие патници тука одат на печалба, а не на шопинг. Добар ден, почитувани патници. Добре дојдовте на последниот лет за Европа. Авиокомпанијата Здравко Цветковски ви посакува мирен и удобен лет. Пред да полетаме, секој патник е задолжен да го заврзе појасот за безбедност. Десниот дел треба да го вовлече во левиот и цврсто да притиснете. За да се откопчате, притиснете го копчето на левиот дел. Во случај на некоја незгода или хаварија, во авионот се активираат маските за кислород, кои се наоѓаат веднаш над вашите глави. Под вашите седишта се наоѓаат воздушни перничиња за во вода. Доколку ги повлечете двата осигурувачи, перничето веднаш ќе се наполни со воздух. На горниот дел се наоѓаат копчиња за автоматско издишување. Авионот можете да го напуштите на предните и на двата странични излези. Во случај на пожар, при излегување од авионот следете ја светлосната линија на подот. Пријатен лет! Смири се, срце! Не туко ми кукурикај! Не е ништо страшно! Ај само ти од други путници мори. Проклета да бидуваме, проклета! Ти можеш да најдеш работа, командо, можеш да пристан? Работу, джубрета! Ајде за добри уста! Добре, опадне авион, ќе види убаво! Наш авионот полета. Или потика мило, а не мора сви да знаат дека се плашиш од височини. Плашиш! Што? И мисли, како ќе се стајнемо ти? Ту, Европа? Мисли... Како ќе најдемо на колко? Како? Што ако некој те киднапирале, леко ме си војали, убијале, тук го мори, не се како места и да се не. Наш лекој. Краја било левата. Не е траска го постигнал. Ја. Ти. Абе. Уопште ти не знаеш да фантазираш. Да, бе. Идемо ми тој Европу да га видимо, бе, тако ли? Не. Да. И са. Идемо ми у тој Европу. И кад идемо у Европу, ќе најдемо работу. Тако ли е? Тако е. И после, кад ќе најдемо работу, ќе спечелимо многу пари. Пари! 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 И после, с тие пари има да си купимо, бе! Све! Ја и ти! Не, бе! Ти и ја! И с тие пари има да си купимо
Кутю! И миксер. И микроволн. Суковник. Дали. Ки си купимо, ко? Бре. Ау! Ко. Тико! Било! Яко. Не! Брум, 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 брум! Брум, 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 брум! Добро, дехай. И после, кад ќе се вратимо у Куманово, главне фаце. Бре. Ја и ти! Ја, Бошко, бос. А ја? Ти! Ленка манекенка. И после ми идемо куда твој татка трај. И идемо ја кај трај. Како си, што си добар, си трај, не си добар? Константно е добар. Тако е? Притиса. И викам, не си добар. Утро! Кешари. Кешари. Кеша! И она стана как гъсне знака. И... Чек се, като те питах нещо. Ама какво да те питах, не знам. Дието ич не спомини. Какво дието, бре, не е дието нещо интимно, пълно интимно, бре. Колко интимно? Много интимно. Хайде, пит. Колко деца климаем? 3? Светла, Светлана и Ламбе. Пиши ги Горанчи, ангели. Кой ангеле? Ангели от работа. Ангеле, Пет деца климаем, мало. Те спори в Кумановци, кой е Бошко машина? Идемо, падни се на... Гледай, види, види колко им е тесно на ония от втора класа, како сардини се наредили. За разлика от нас, кои тука си уживаме во нашата комоција. Се шириме. Благодарение на агенцијата, која ни најде добра работа. И ни плати билети за прва класа. А и како што можам да видам, прва класа е откупена само од господа. Да, секако. Елитата на Македонија, поготово оние двајца од Куманово. Да ти кажам право, за момент помисли дека цурана ќе ни умреше. Ке ни умреше при полетување. Ме вознемири. На вистина, многу. Остави ги луѓе. И тие си исти како нас. Ела да работа. Не, никако. Не сте како нас. Како прво, ние, јас и ти, имаме најдено работа. Како второ, имаме стан. И знаеш што? Како трето, и што е најважно од се, ние не сме маж и жена. Исто како да сме. И замисли, да ни се падне некој одвратно семејство. Да чуваме невоспитани дечки. И ја тргнав во твој памет. И ако не отидевме сега како абсолвенти, кажи ми, кога друг пат ќе ни се пруže шанса, бе миле? Па добро сега. Прво ќе чуваме невоспитани деца. Ама потоа, па добро, потоа ќе бараме друга работа. Па фала Богу, способни сме. Мислам јас да. Замисли, Ане, не сместуваат и ни велат. А сега дојдете да ги запознаете нашите сонца. Ние одиме и гледаме 4-5 прекрасни сонца. Мали мили на Батомиле.
Одиш ти и се е воре. Одам и јас. И тие веднаш во хор почнуваат да плачат. Да плачат, а? Да плачат. Знаеш ли да плачат, бе, миле? Ај сега ти на мене, кажи ми, во кој филм си имаш става? Ај, те моля, кажи. Па си спаши од моја бушава коса, бе, Ана. Ете затоа. И се разбира уште веднаш ќе добиеме првата клоца. Мислам јас, де? Ти де ти? Ти бе, малце да те прашам нешто, че овие кумановци, бе, овие двајца, да не ти го поматиле тоа умот малце, а? Малце? Нема да се плашат, слушај ми го збор. Види се, значи, европските деца, уште од најмали нозе, мали, беби, се учат на чудни работи, беби, не да беби. И на чудни бушави африкански коси, како оваа грмушкава твојава, нема да се плашат, слушај ме дека нема. Ми веруваш? А? Веруваш? О, дојди. Гледај долу. Не бе таму, долу. Ја гледаш онаја? Ја гледам. Плавушата. Да. Она. Шота. Па онаја бе, која пред да полетаме, она, со питонот. Шо гледа, то греш. Абе, главна цверка е... Па, Гледам, не ја здодам ни во втора класа. па да ти кажам искрено, миле, и мене не би било здодевно во друштвата на оние двајца на згодни неш. И да ти кажам, па, добри батки избрала, не е она како мене. Добре, сега ти те вреѓа. Те вреѓа, добре. Батали тоа. И сега, знаеш шо? Знаеш шо прави таа сега? Сега им држи часови по бонтон. Или пак, може би сиротата им раскажува како ја, опа, измаршира од нашава комота. Ма нека им држи што сака. Јас и онака имам свој проблем. Добро бе, Миќо, пак ли почне, бе, немој више, престани, не нервираш. Ајде, викаме, Сакав нешто да ја предупредам, но дама да ја комоња влезе внатре. Сигурно не можела да издржи. Зорт, пријателе. Господине Петровски, единствена работа која не може да издржи човековото тело е физиолошката потреба. Ние македонците сме многу издржлив народ, ама кога прашање тоалетот нема издржливост. На дамата сакав да ја предложам само да не се уплаши кога ќе пушти вода. Стравот е последица на нашата психа, господине. Ма каква психа, бе, пријателе? Влегов натре и на брзина испразни физиолошката течност, бидејќи првата помисла во тој мал, тесен простор ми беше што ако има турбуленција? Или ако не дај Боже авионот почне да паѓа? Пушти вода, но вода немаше. Повторно стиснав, ништо. Се свртев на брзина, ги измијам рацете и одеднаш бу! И јас се преплашив до смрт. Си реков, пусти Стојане, заврши твојата европска бизнис кариера. Го нападна авионот. Се молам, господине, вие не знаевте за звукот кој е последица од вакуумот на вецето? Па не, искрено, јас не знаев. Јас прв пат се возам авион. Мислам, неоти не сум сакал, не сум имал потреба. Од Италија секогаш доаѓаме со кола, но овој пат колата ми оставивме ни роднини, па си купивме карта за прва класа. Много интересно. Вие живеете некаде во Европа? Не, јас сум авантурист, патник, патувам по светот. Патувањето е мојата професија. Тоа значи дека вашата следна авантуристичка дестинација е Европа. Не, овој пат одам работно. Работа? Да, работно. Што ги работите ако не е тајно? Па некоја авантуристичка работа. Лов на змии, гуштери, алигатори. Алигатори? Да, алигатори. Бизнес пријатели. Оди с Европа на лов, а потоа животинките ги продачка на Македонија. А како ќе ги пренесете преку царина? И што ако некоја животиња ви излезе од кафезот? Колку ве гледам чуден, господине Петровски. Пак е нас во Македонија се е возможно. Се шверцува, дрога, оружје. Но не речам и луѓе. Проблем би било за некоја змија или гушта.
Значи, како би толкова работи, когато съм земя да се швърцат, не там се живе живота. Сега што пренесувате? Така си, тази ни някакви все легално оригинал. Анимализмот е новиот европски тренд. Значи, сме всъщност... Според най-новите психологски истражувања констатираме дека секој балканец колку не да стане... Каква врска имаше тоа со животина на господина? Господине Петровски, врската е вочлива. Докато се повикаме на Фройд, ќе констатираме дека анимализмот бил едно табу. И само, не мора да правите никакви психологски анализи за самата авантуристичка работа. Сега, мене ништо не ми јасно. Јас не се сеќавам дека Фјодор Достоевски зборувал за немекорски анимализам, иако ги имам прочитано неговите дела. Постмодернизам, анимализам, европеизам или балканизам. Идејата на накрај македонизам. А сега извинете на господа, јас съм добро. Вие идете да работите некаде во Европа. Ако ви е потребно нешто за Италија, слободно говорете. Можем да ви помогнем. Господине Петровски, ако истражувањето по европските психологски центри може да се нарече работа, тогаш да, одам да работам. И ви благодарам на понудата, но моја следна дестинација не е Италија. Имам нешто за вас. Психолог Трајко Миланов. Од случај да ми задам. Да ти искрена собоговорничка. Од почеток за вас мислев дека сте или повлечена, или пак пообразена. И мене ми е драго, господја Петровска. Доколку не бевте вие вашата смисла за хумор, јас нема го преживам овој лет. И да, повлечена сум. Мислам, малку срамежлива. Се разбира, кога се во прашање, непознати луѓе. Вие бидете од Битола потекнувата? Родена битолченка, омажена за скопјанец. Ако е половина од својот живот го минала во Европа. Европа! Нашите роднини за нас велат: о, ни дојдоа европјаните на гости. Такви сме ние македонците. Кога еднаш некој наш роднина или пријател ќе замине од Македонија, потоа веднаш го именуваме според местото каде што тој емигрирал. Например, еве, европјанец, италијанец, германец. Кубанот! Американец или австралијанец. За жал. За жал или за среќа, тоа е тоа. Јас и мојот маж пред цели 30 години заминавме од Македонија. Тука живеевме бедно во едноособен стан со лебарки, бубашваби и со нашите две златни деца. А тој патриот. Тој работеше во железара. Онаа фирма и која веќе за жал и не ми го живите, но за среќа тоа беше и причината да заминеме во Италија, да се спасиме од бидата, од сиромаштијата, која постојано ни го уништуваше и мирот и среќата во домот. Токму така. Среќата во животот. Среќа во животот. Човек е роден за да биде среќен, но сестра на среќата е несреќата. Денеска луѓето се се почесто несреќни. Немаат пари, немаат живеалиште, немаат пријатели. Да немаат. И немаат истинска љубов. Согласувам со вас. Ние секоја година доаѓаме во Македонија и гледаме дека македонскиот народ е навистина несреќен. Тежок е животот. Еве, например, јас и мојот маж дојавме со автомобил! Аудија
7. Пичке матери. И наши бедни роднини, тоа е Стојан мој глупион им го подари на некои бедни бре, скитници. Ама јас како најголема хуманитарка во Италија, па редно беше да направим едно добро дело и тука. Дадов малку надеж на бедниве. Ретки се луѓето како вас. Кога еднаш македонец ќе отиде на печалба, потоа е нов човек. Имам полно роднини и пријатели во странство, која ќе дојдат тука, не знаат ни 100 грама кафе да донесат. Пуле галичани! А кога ќе дојдат тука, само се жалат колку им било тешко, како по цел ден на работа биле. И ќе се изнауживаат едно 2-3 месеци со последната плата што ја заработиле таму и чао, пријатно. Мисли, истино, што тоа е вистина. Вие ќе одите да некој од вашите роднини или одите да најдете партнер или љубовник? Одам кај една братучетка. Веќе 2 години ме кани да одам кај неа на гости. А мене животот тука ми стана многу монотон, едноличен. Како касета која се прислушува секој ден. Па си реков, Евдокио, пакувај куферите и фаќај џабе. Па и јас, како многу други македонци, решив среќата да си ја побарам далеку од Македонија. Се согласувам со вас. Подрежи малце. Не се случи. Јас имам... Знаеш, во животот е тешко, многу, ама многу тешко. За да уживаш во животот, ти е најпотребно едно вако младо место. Ти е потребно да уживаш. Ти е потребно најмногу од се. Зашто на годините жените не им се битни, а и не им се бројат на нив, ама за тоа ова задоволство е нешто најбитно. Но примислите да види. Овој дечко ќе го правим Карло Бос во Италија, ама не заслужува да му евам пичка му матерната моја. Види го ти филозофов! Господа, стара нема потреба да одиш. Ако купнете може да загираме сите, а тоа значи вие. Цари ме го! Кажете што треба да направим. Ако ви се потребни пари, јас и жена ми можеме веднаш да ви префрлиме на сметка. Знаете, ние од Италија сме. Аз сте италијано или шефов ќе пука! Тишина! Извинете, господа, сигурно се работи за некое недоразбирање. Да пукам, шефе. Не. Чекај прво да се исповеда. Кај ќе одите бе вие македончиња од прва класа? А? Каде бре? А? Каде? Каде? За Европа! Европа! Да, последната е Европа. Се извинувам, може да ни кажете зошто сте тука и со што сме заслужили вака да бидеме... Бачи бе! Тишина! Тишина бе! Тишина! Сите вие одите во Европа. Да. Одите да работите? Не. А визи имате? Имаме. А? Имате! Имате! Имаме. Имате! Имаме! Ја? И мој Бошко? Стани бе! Ти бре. Селјача. Бошко!
Не оди ме да печалба. Не, не. Боже! Да. До стигна. Да! Жота! Моя рече ми слеше! Моя рече ми слеше! Нека ми идем у Европу! Едни родяци! Родяци. Како е? Сър! Боже! На мост. Пазне, що глед чорап? Какво е чорап? Ева! А njegova žena, neko je matematiku ili fiziku, ispaja mi tetku li kasva se Milenka. Milenka не е печалба. И ова со визите ме збунува, господо. Македонија е слободна земја и ние сме слободни патници. Токму така, слободни и срекни. Сите летна имаат биометриски пасоши, а јас и жена ми имаме и европски. Сега ќе ги имаш! Само никој в Европа без виза! Јасно! Авионот ќе го префурamo на Володиќ рокаме! Ево, освежете се. Те мога да Домача! Не се вознемирувайте. Смирете се. Ти го решим проблем. Сигурно... Доста! 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 Ја не гледам да Ова е прва класа, ќе ве послужиме. Всушност, овие патници не се печалбари. Овие патници се уметници. Да, уметници. Ми сме отлано друштво с нами! Какви бре уметници! Какво вултарно друштво? Доста! Пред да го разнесам авионов, дали сака некој да каже нешто за крај? Сака ли? А ти сака? Кажи, иди покажи. Ајде бре, кажи ако да знаеш. Како што рекоа вие две дами, ние сме патувачко друштво од Македонија, кој оди на патување во Европа. Значи, господа, доколку го разнесете авионот, ќе загинат невините патници од втора класа. И ние познатите уметници од прва класа. Имено, ние сме хористи, фолклористи, анималисти, или пак, накратко кажано, балканско-македонски, југоносталгичарски европеисти. Ми знамо и балет! Каква корист имале доколку би убиле невини патници кои сакаат да се представат на Европа? Ние сакаме на Европа да ја покажеме дека знаеме, дека умееме и дека не бидува. Дека сме мокен, мачен, но издржлив народ. А да видиме како издржливо телетата. Тишина! Сега летаме на грчко небо. И вам ви се потребни визи. Вашите биометриски пасоши повеќе не важат. Па затоа, постмодернисти и печалбаристи, веднаш соберете ли вашите неважешни патни исправи! Ајде! Ајде!
Лена! 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 Ти си Лена! Ти си Лена! Застани тук! Уствари чекай! Сите жени десно, а сите маши лево! Ajde! Pa slušaj da ги хвърлиш из прозора и затваряй побързо, да не влезе студен въздух. Случайно македончинява да не ни настинат. Pa slušajte letat konseljenja do Egejsko more, šefe. Banjo, banjo! Сега сте никой и нищо. Немате име, идентитет. Сега и аз можам да ве викам како што сакам. А вие не можете да го кажете дека не сте вие. Имате право на жалба, щом ќе слета авионот. Шефо, мислим, щом ќе падне авионот. И пред да направите било што, сакам да видам какви уметници сте вие. Односно, како сакате да се представите на Европа. И потрудете се да не шокирате со вашиот сценски настап, за да не летате веднаш, јасно? Да, точно. Добро, добро. Сите ние играме, сите си. И ќе пееме, затоа што ако не, сите кидаме јабана. Моя шеф нема време за чакане. А зато или почнете, или не почнете тука како мајски бумбари, јасно? Ајде. Ајде, кумановац. Кумановка. Вистина е, мила мамо, вистина. Срекна съм мамо, македонка, за душа и сърце разбираш. Цела лична убавица, айде да пеям, да играм, да хорам, да кликам, всеки стора, майка те имам, отага слуги, радост и срека. Дали су пиринка, пиринка, егейка, ватарка, јасу! Јасу македонка! Браво, браво! Вие сте знаете да пеете? Знаем, ма. Ај сега да ги слушнем и мажи. Мажите! Ти што си мислиш, бе? Машко или жесто си? Сега па не мачко е. Саке предваримо. Пејме ништо. И тајга сестру ти дали има или не? Има! Има! Па знам ја. Ајде! Те рака изгледа. 22 сантиметри. Е!
Ajde me! 2012 je naš makedonski solzi proleja. Od gradi topli majčinski dečinja se otima. Po svetoce rasprska detski igri ostavija. Kare ste Makedončinja, kare ste kaj otidote, naše majka Egejska, za nas naše Makedonija. Gromit? Gromit. Lado! Žiti se! Lado! Коми преje. Šefe, živam da rasplakam. Ti me, da ne sakaš da letaš od Milov da pogledam. Dobro. Ajde сега да ме видам со каква фолклорна точка настапувате. Сак тешко нас. Да! Да, браво! Може тешко! Ajde тешко! Да играм тешко. Ajde тешкото! Знаете, ние македонците, кои имаме тежок живот, знаеме да ги играме и тешкото. Кој ти, Јане? Dobro. Ќе го играме, ајде. Ајде, нека ми биде, ајде. Сега ритам. Ajde шефе! Чек. Ајде. Sad, моля. Погласно. Абе, вие знаете да играте, ајде. Буди жена до доле. Ама, ме него да игравмо. Ами добро. Тешко знам да га играм. Море македончиња! Почнав ти мене да ми се допаѓа. Шефе, На нивната култура ле, фолклор, музика, талентираност. мислам дека сме мене нека класа. Ако сакате влез во Европа, мора да ви се представите со нека класична точка. Ама баш европска. И само да ве подсетам, дека во Европа и невозможното е возможно. Видиш, џаба лебеди плива. Како? Прозор, види лебеди. Да! лебеди. Лебеди! Лаподи. Ама ти! Е, па сега, лебеда, ама не. Лебеди? Лебеди. Ајде лебедо во езерото! Ама не ние! Ајде лебедо во езеро! Ама, Лебедо во езеро! пишеш Лебедо во езеро! Ама
Јас и мојот колега сакаме да ви се заблагодариме и да ве хвалиме за вашиот перформанс. Хвала! Придвижувам кој се ступи. Хвала! Да ви гопнам од глава. Пак да ти гопнам од глава. Добра. Кажи се. Бидејќи сега бевте добри македончиња, јас и мојот колега ќе ви дадеме шанса да одберете на кој начин сакате да го завршите овој дел. Кој требаше да ве однесе како илегалци печалбари во Европа! Во Европа! Во Европа! Мама! Седи! Ама... Стани! Не се видите дека ние, македонците, не сме печалбари? Дека сме невини! Добро, стој! Стој, каркаш! Не пуцайте! Ќе те пукај. Не пуцайте! Ќе те пукај. Не, стојте, не пуцайте! Дозволете. Не, бре! Бошко, не! Не! Дозволете, стој! За последен пut да го изведемо нашу најомилену композиција. Кој го изведемо последен пут на крајот наши наступи. Ерон се ги помина свите граници. Значи Бошко, тишина! Јас сак имам чест и задоволство да го поканам нашу солистку, господју Петровску. Не, тој мамо! И да се збогуваме с Мими за последен пut со нас. Наша најомилена композиција, ајде терај. Ајде, терај. Сега сакате добро. О, Боже. Збогу, мајко, јас отидов, дојде денот да заминам. Разделба ми срце мачи и пак ме тера да пея. Разделба ми срце мачи и пак ме тера да пея. Кој е исто онаква? Овој пат и мене ме расплакав. Ама беше бе. Вие сте на вистина прекрасни македончиња. Добар народ сте. Моќен, мачен, но издржлив. Вие сте како троскот на трева. Ама ти, колку сакаш корнија, кошкаја, таа пак не умира. Само малку да се допре до земјата и пак ќе оживее. Ништо не ја ништи таа трева. Ископав дупка покрај другите гробчиња и ја закопав. Ја покривам со земја и се чудам. Кај отиде огнот неиза? Како остина толку? Ја закопувам капинка, а се молам Звездан да причека. Да не умира денеска.
Веќе немам сила. Ја испратив Капинка, синко. Велам, си отиде Капинка. Ни се наути нешто. Многу ни се наути и си отиде. Ја викав, ја молев да се врати. Но не се врати. Звездан само си подоцкрива очињата и одлепува устата. Усте мое златно. Мамо, вели, и јас ли ќе умрам, мамо? Не, сине Звездане, не звездо моја, кој ти рече дека ќе умреш. Капинка, вели, каде е сега Капинка? Надворе, вела, Капинка в градина е. А ќе се врати ли? Прашува Звездан. Ќе се врати, вела. Отиде да ја навади градината. Оти не ме викна и мене, ме прашува Звездан. Ќе те викне и се штипнувам одзади. Го прегризувам јазикот. Господ да не чуе. Не давај ме! Да умра, мајко! Но вели Звездан. Не давај ме, мајче! Однеси ме некаде! Вели. Скри ме, мајчеренце! Вели. Се молим! Што ви е на прва класа? Што сте се расплакали како половини дождови? Да ви е класа, првата ви класа. Па вознемирувате невини луѓе од втората класа. Како да е крај на светот. Не 21 декември. Господи, зашто дојдовте? Ве молам, не убивате и оваа македонка. Таа беше обесправена и збркана. Не беше дозволено да ужива во лето. Првата класа. Се упичимо. Првата класа. Македонци. Кои летаат на последниот лет. На последниот лет. На последниот лет кон Европа. На печал. Проклет печал. Каде човекот ја остава својата душа. Каде го остава својот живот. Каде времето ти одзема македонската крв. И те прави најголеми кукавици, кои се срамите да кажете кој сте и што сте. Се срамите да кажете дека сте сиромашен народ, кој го напушта својот топол дом, само да спечели нешто повеќе. И хелао, македончиња, не е важно со која класа ќе леташ. Важно е да останеш тоа што си. А вие гледам, нема да стигнете во Европа ни со последниот лет. А знаете зашто? А? Знаете ли не знаете? Па нормално дека не знаете, бидејќи првата класа не е за Европа. Не ли беби? Така ми рече господинот капетан. Така ми рече господинот капетан, кога културно ми сфери. А вие сите се смеевте и чудевте! Како ли да плавуша падне на финта, нели? Финта како од вицовете, а? Господи, јас немав намера да ве напредам. Јас само сакав да се седнам на своето место. Па зашто тогаш чувствуваш грижа на совест? Што го жртвуваш својот живот за мене? Те уче дека некултурно да се подсумаш на луѓето кои некогаш ненамерно направиле грешка? Сега ќе пука! Чекай. Шефе да пука? Ќе пукаме заедно. Ама прво плавушкава нека се исповеда. Нека каже зошто грешала. Ајде, Барби, кажи му ти на шефот зашто си грешна. Пред да го разнесете авионов, сакам да се споведа. Кажи, чедо Божјо. Кажи, не се срами, само помој, зашто ми се...
Знаете, јас сум македонка. Со чиста душа, здрав разум, идентитет и име. Еден се обиде да ме прекрсти. Демек, ќе ми се сменил идентитетот. Ќе сум можела да шетам секаде во светот. А јас не сум направила некој лошо дело, па да се прекрстувам. И така помисли само крстителот да изгори, да се пеплоси, да го снема. Јас се викам Македонка Дамјановска. Имам лична карта и пасиш. Прво, што е смешно? А? Па не до никога да исповед човек да се смее. А второ, изгоре ли тој неранимајко? Јас ја ќе пукам. Сите да се свртите! Сите да се свртите! Сите кредете ја десната рака! Моля да ми се да покре. Реков десната рака! Научи го мене да препу пошуки се. Вашата душа дони во рајот, а ако не во пекало. И на мој знак Се молат сите патници да седнат на своите места, бидејќи за 5 минути слетуваме во Европа. Ви благодарам. Шефе, репетирај. И на мој знак за последен пат себе си ги видите на овој последен лет за Европа во црно-бела варијанта. И ќе плачете од радост колку сте биле убави и ќе сватите дека сте лузери од првата класа, кои никогаш повеќе нема да садат краставици со кловуша како мене. Европјанка прве класе, која залута во оваа ваша приказна. И ве научи дека сме сите едно исто. Луѓе од крв и од месо, а не луѓе од прв и од втор ред. Сите ние тука сме брегорди македонци, срекни македонци, со душа и срце распејани, гоцеви јунаци. Ние имаме име, кое треба да го штитиме, како што штитот го заштитуваше Александар наш македонски. Е, ти мала доста филозофираш. Тебе права да добијам. Видиш во втора класа тоа ќе го направиме доле. Па со